Премиерот Никола Груевски преку писмена изјава реагираше во врска со неточните интерпретации на насловот на напис во британскиот весник Guardian. Guardian објави текст под наслов "Македонија е отворена за промена на името за да заврши 24 годишниот спор со Грција". Такво нешто не сум изјавил и ние ќе реагираме и до Guardian. Тоа се гледа и од самиот текст, кај што очигледно е дека се работи за новинарски коментар, а не за моја изјава. Тоа е кристално јасно. Вакви провокации имало и ќе има, и ние сме навикнати на тоа. Очигледно темата за името станува популарна периодов, точно како што претпоставувавме и вакви тенденциозни и погрешни интерпретации од многумина, кои не му сакаат добро на процесот и имаат потреба од лажен ексклузивитет или обработуваат нечија агенда, се очекувани, вели премиерот Груевски. Александар Чичаковски е предложен за председател на Државната изборна комисија, а Реџеп Пекопуца за негов заменик на денешната седница на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Оваа собраниска комисија денеска едногласно ја утврди листата на кандидати за членови на ДИК, која подосна во текот на денот собранието треба да ја усвои. На вчерашната лидерска средба беа договорени тројцата експерти на ДИК, Чичаковски, Прекопуца и Атанас Урумов. Предходно политичките партии ги дадоа нивните предлози. ВМРО-ДПМН ги предложи Силвана Бонева и Сашо Срцев, СДСМ ги предложи Виолета Дума и Игор Милев, ДУИ Супхи Јакупија, ДПА Бедредин Ибраими. Од вчерашната лидерска средба беше упатено заедничко соопштение со кој беа повикани сите државни институции целосно да ја поддржат комисијата, како што се наведува во оваа тешка задача. А пред почетокот на седницата на Собранието на Република Македонија, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Динамовски изрази разочарување и осуда за вчерашниот, како што рече, вербален инцидент на анкетната комисија за прислушувањето меѓу председателот на комисијата Петре Шилегов и пратеничката Владанка Авировиќ и побара извинување од координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугаревски, извинување од председателот на анкетната комисија Шилегов, како и итно свикување на клубот на жени пратенички, односно негово произнесување со заклучок за инцидентот. Денешната средба на председателот на Европскиот совет Доналд Туск со македонскиот и српскиот председател Ѓорѓе Иванов и Томислав Николич во Брисел е на иницијатива на председателот Иванов, соопштуваат од неговиот кабинет. Целта на средбата, како што соопштуваат од таму, е Македонија и Србија на невисоко ниво темелно да го запознаат председателот на Европскиот совет Доналд Туск за состојбите и за сите предизвици со кои се соочуваат. Поканата е за разговори и наши предлози за менаџирање на миграцијската и бегалската криза, бидејќи Македонија и Србија се транзитни држави, не се членки на Унијата и не учествуваат во процесот на носење одлуки и управување со кризниот менеджмент. Освен за состојбите на терен во Република Македонија, на средбата се очекува да се разговара и за плановите на Унијата и можните заклучоци на Европскиот совет во поглед на бегалската и мигрантската криза. Се очекува и председателот Иванов да повтори дека бавното темпо во интеграцијата на Република Македонија и на регионот е грешка и дека очекува Европската унија да го промени досегашниот пристап и по изборите конечно да ги отвори преговорите за Република Македонија, наведуваат од кабинетот на македонскиот председател. Во изминатото деноноќие на 2426 странски државјани им се издадени потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил. Според државјанствата, најбројни се бегалците од Сирија. Во периодот од 19 јуни годинава издадени се вкупно 341.920 потврди. Само оваа година низ Република Македонија минале повеќе од 617.000 мигранти, а се очекува овој број драматично да порасне. Ова се податоците од Македонското министерство за внатрешни работи презентирани на меѓународната конференција Миграции и прилив на бегалци во транзитните земји, безбедносни импликации во рамки на македонското председавање со Централноевропската иницијатива. Посочено е дека Македонија ја следи политиката на повеќето европски земји и воведе селективен пристап во начинот на дозволување влез на мигрантите кои доаѓаат исклучиво од воено-конфликтните земји. Европската комисија представи неколку решенија со кои се обезбедуваат над половина милијарда евра за справување со причините за миграцијскиот бран од Африка. Средствата ќе бидат за региони во источниот дел од африканскиот континент. Се предвидува парите да бидат за подобрување на условите во кои ќе бидат сместени мигрантите кои нема да добијат азил во Европа. Средства ќе добијат Јужен Судан, Етиопија и Уганда. Европската комисија соопшти дека за идната година е утврден рекорден буџет за хуманитарни дејности 1,1 милијарда евра. Главно средствата ќе бидат за поддршка на Сирија, Јордан, Турција, Западен Балкан и Ирак.
Повеќе од 50 препораки за подготовка на регистар на население, кој во иднина би можел да го замени пописот на населението, се изготвени со втората компонента од Вининг проектот поддршка на државната служба и реформите во јавната администрација, што го спроведе Министерството за информатичко општество и администрација во партнерство со Австриската агенција за економска соработка и развој. Проектот се реализираше во изминатите 12 месеци со 2,6 милиони евра обезбедени преку инструментот за предпристапна помош. Главната примена на регистарот на населението е генерирање прецизна дефиниција на сите поединци кои живеат на географска територија на Република Македонија, како и на нејзините граѓани кои живеат надвор од нејзината територија, посочи Марта Арсовска-Томовска, министерката за информатичко општество и администрација. Доколку квалитетот на податоците е добар и квалитетен, посочи министерката, регистарот на населението би можел во иднина дури и да го замени пописот, како што е случај во неколку европски земји.